детска градинка Верверичка со капацитет за згрижување на 125 дечиња беше пуштена во употреба во Киселавода. Станува збор за модерен и функционален објект со површина од 525 квадратни метри со 6 занимални. Инвестицијата е на општина Киселавода, но и донација од 6 милиони денари од Комерцијална банка. На официјалното пуштање градоначалникот Орце Ѓорѓиевски наведе дека Верверичка е трета новоотворена градинка во изминативе 4 години откако тој ја води општина Киселавода, а истовремено се градат уште две во населбите Расадник и Подстаница. Тој нагласи дека е извршена доградба и на 5 други градинки. Започнаа најавените активности за испитување на статиката на надземниот премин Влајко во населбата Влае. Откако ќе завршат со надворешните мерења, овластените лица ќе спроведат внатрешни испитувања на статиката на надвозникот, пошто ќе ги сумираат резултатите. Заради испитувањата, движењето по коловозот на овој потек се одвива по изменет режим. Вкупно 525 пензионери од општина Бутел ќе добијат финансиска помош во висина од 2000 денари, откако градоначалникот Дарко Костовски објави дека го потпишал решението за исплата на еднократна финансиска помош. Ова нема да го видите на објавите на градоначалникот Стојковски, но за жал ова е сликата за Дексион и Ѓорче во изминативе 4 години, објави на социјалните мрежи Коста Динацевски, кандидат на СДСМ за градоначалник на Ѓорче Петров. Тој обвини дека парите на граѓаните се трошат, а ѓубри и депонии на сите страни. Ова мора да се смени. Веднаш ќе го смениме начинот на плаќање договорни услуги за собирање на каков и да е тип на отпад и ќе плаќаме по учинок, а не како сега по час, потенцираше Ацевски. Во тек е изградбата на нов урбан парк со повеќе содржини во Марино, објавија од општина Илинден. Паркот ќе биде сместен помеѓу улиците 531, 532 и 534 на површина од приближно 5600 квадратни метри. Проектот предвидува комплетно партерно уредување, инсталација на улично осветлување, поставување на чешми, клупи, корпи за отпадоци, паркинг простор, пешачки патеки и сервисна улица. Просторот ќе содржи зелени површини, отворен плоштад за јавни настани, фонтана во централниот дел, жардинјери со декоративни растенија и детско игралиште опремено со реквизити за најмладите. Увид во градежните активности на патниот правец од Горно Коњари до Малино извршија градоначалникот на Петровец Борче Митевски и директорот на јавното предпријатие Државни патишта Коце Трајановски. Во населеното место Горно Коњари се асфалтира патот во должина од 950 метри, како и раскрсницата која води кон селото Винце. Извршена е санација со асфалтирање на делови на патниот правец од Сушица до Малино во должина од 1300 метри. Вечерва се затвора овогодишното издание на фестивалот Скопско лето со концертот на камерниот оркестар на музичка младина на Македонија Саша Николовски Ѓумар. Диригент е Иван Еминовиќ, а на програмата се Вивалди и Пјацола со 4 годишни времиња. Почетокот е предвиден за 20 часот и 30 минути во Сулијан.